Еве гледам Леона пишува на задачата. Еве и Елена пишува, ама Елена е на првата задача. Марко е на втората. Ајде да видиме кај Леона. Ако си готов, еве си овдека, сега може да одиш на третата. Само да ја провериме твојата први. Шоукейс твојата, еве на сите сега ќе ја покажем твојата. Еве вака. Сега ова е твојата тетрадка. Еве вака. Како е правилото овдека? На x-от што му се прави? Рековме првин се множи со единица, да остане истиот, а после му одземаме 1. Сега, значи, нултиот член кој е? Ова. Таман. Правилото, бидејќи овдека е помножи со 1, значи додаваме 1, ова ти е сгрешено. X минус 7. На нултиот ако е минус 7, ова е двојка, да, ако немаш кецот. Ако е кецот, ќе дојди 0, па додаваш 1, 1, ако биде тројка, ќе добиеш двојка, а овдека оди со ред. И сега ги црташ точките. Ајде да видиме. 0 и минус 1. Еве ја точката. Пишувај ги вака. Мола? Ако де тама работа. Таман си, супер си. Само вака пишувај ги точките овие овдека. Сега, кога сам ќе си ги црташ, овдека најди уште една точка 0. Значи, ако излезот е 0, колку ќе биде влезот? Секогаш тоа прави. Јасно? Значи, кој што е готов со тоа, нека оди на наредната задача. Дали ви јасно? Ајде сега, ајде да видиме, Елена, ти ја реши задачата, до кај си? Не наставниче, многу ми кочи. Исто конекни, значи. Да. Така сега, слушни ме, за тоа што му кочи овдека задачата, а може да отвори OneNote. Јас си овие задачи ги имам и во OneNote. Секој во својата тетрадка, еве вака, нека си појде, еве Елена, ќе ја најдем сега. Елена, кај беше дошло? Вероника, Габриел, Гоце, сите во вашите тетрадки, еве си Елена, еве вака работа на час, еве најдолу, скорост најдолу, ги имаш сите, еве. Може да си ја пишуваш тук? И сега уклучиш овдека вака линиите, еве, и овдека ќе си ги уклучиш после кој ќе сакаш координатниот систем, еве вака, и ќе си ја црташ самата. Јасно? Значи, ако ти кочи тука, можеш овдека да си ја напишеш. Собствена табела со собствени вредности. И да си ја решиш задачата. Не, мора да има синхронизирај го кај сите има. Наставнич, кај мене за скочи. Брајче на втори лист. Не, сега знам, се вратам затоа што тоа така затоа што сега ќе ти покажам, затоа што јас ова го прикажував. Значи, биде брајче дека добрил се гледа. Сега знам. Овдека ќе кликнам. Еве сега. Remove showcase. Сега ќе може да се вратите на наредна задача. Ти го прикажував од Габриел јас тоа. Затоа беше така, кај сите беше од Габриел тоа. Сега може да се решавате вие собствена задача. Ама ако вака ви кочи, имате во OneNote секој посебна тетрадка. Ајде да видам сега кај Елена како е. Кај Кати уствари. Браво, Скате, ова ти е точно. Сите овие задачи ти беа точни. Еве го, ова беше точно и ова беше точно, одлично. Ајде да видам на втората страна. Ајде кате појди на втората страна душо сега или веќе си таму појден? Ама и Максим, не шобараш таму ти златен овдека? Собирање ќе решаваш ти?
Видов и излегов. Добро. Кате, ајде ти душо сега овдека да видиме. Еве го овдека да видиме. Ова е 279. Добро е. Ова е 5-1. 1-1 и ова е добро. 4, 8, 1-1 и ова е добро. 2, 2-1 и ова е добро. 13, 3-1, ова е сгрешено. Ова каде ќе го преправиш, за малку е сгрешено, ова е точно. Каде гледаш? Значи, ова ќе го преправиш ти, твоето. Ајде на третата страна дали имаш нешто напишено. Значи, каде преправи го тоа што ти кажав и слободно оди на третата страна да ги решиш задачите. А ќе ги провериме после. Дали некој решава во OneNote да проверам? Ајде да видиме, например, сега, кој од вас ја решава третата задача? Третата, еве Габриел му гледам дека е отворена. Овдека имате приклучени, само 9 минути се приклучени. Еве вака. Сега ќе отвориме кај Елена. Ќе го исклучам, ќе појдам само кај Елена, не вака да сите да ја прикачиме. Елена, која задача ја решаваш душто ти? Втората се како подполнувам графикот. Добро, таа што ја решивме. Добро. Дали некој решава третата задача да провериме? Или сака да му помогнеме? Еве сега. Марко, која решаваш ти? Да видиме овдека. Еве почната е третата, таман. Ајде да видам што решаваш ти. Еве видов, сега ја отворив кај тебе да видиме. Значи овдека сега. Јас се гледам твојата сега моментално, вие си работите на вашите. Ова е задача, Марко, кај тебе што е напишано. А бидејќи го шерирам екранот, можат и другите ако сакаат да видат. Бидејќи овдека сега иксот е втор. Секогаш пожелно е да му ги смениш местата. Иксот да го пишеш прв, а бројката втора, значи да дојди вака. Значи влезот икс сега прво се множи со минус 1, односно му се сменува знакот, а после се додава 2. Сега што учевме овдека. Сега бидејќи учевме ние, ова додај 2, значи е нултиот член. Значи ова како е? Помножи со минус 1, а потоа додај 2. Овој додај 2 е нултиот член. Сега ти го немаш, ама ќе си го допишеш, што ти треба. Сега, влезовиве се поинакви. Значи ти ќе си ги пишеш овдека во машинава, влезот минус 2, еве вака, тој се множи со минус 1 и ќе го добиеш 2, и му додаваш двојка и ќе стане четворка. Еве. Сега, ако влезот е двојка, леса, можеш да си ги напишеш овдека со ред,
Па бидејќи правилото е одземи 1, така ќе добиеш 0. Ајде да видим. 2 по минус 1 е минус 2. Плюс 2 е 0. Точно на вистина. Сега, одека тројка ти фали, од 2 до 3 нели одземаме 1, значи ова е одземи 1 или додај минус 1, че ова ќе дојде колку? Минус 7, ова ќе дојде минус 2. Ајде да видиме четворката. Четворката кој ќе ја помножиш со минус 7, ќе дојде минус 4. Ако ќе додаеш 2, ќе добиеш минус 2. Значи ова е минус 2. Значи вака кој ќе е дадено, само за нив пресметуваш. Ама секогаш може да си најдеш и уште точки. И сега само нацртај ги во графика да видам дали ќе ги погодиш како што треба. И 50 часот, уште една минута имаме да завршиме. Значи вака, дечки, бидејќи ова е прилично комплицирано. Вечер, дали има некој што сака да го провери ова. Во OneNote ги имате тетратките со овие задачи. Пробајте да ги решите. Вечерна дополнително ќе ги решаваме ваквите задачи, а ќе продолжиме и идниот час. Со вакви задачи, затоа што мораме да ги научиме. Ајде да видам уште некој кој сака да му ја проверам задачата? Еве идеме Леона што пишува. На страничата метод му е грешно. Добро, да не му се секираш, што е тоа толку страшно? Нулата е таман, четворката, пази одека не е двојка. Сега виде. Значи, овдека машинава, што ти е во твојава задача овдека, гледај што ти вика. Дека прво x-ов, можем и вака да си ја напишеме. Додај му двојка, ама ќе дојде x плюс 2. Тоа не е што ни треба. Затоа, треба машинава да ја напишеш да биде со x напред. X-от секогаш да е прв. Сега, x-ов ќе го множиш со минус 1, да му го смени знакот, или ова ние понашки си го викаме смени му го знакот. А потоа додај двојка. И сега си ги клаваш влезоите. Двојка ти треба, сменуваш знак, или минус двојка, па додаваш двојка и 0. Таман си. Четворката. Сменуваш знак минус 4, додаваш двојка е минус двојка. И сега ги црташ во координатниот систем. Минус 2, 4. Ова ти е точно, само пише ги вака. B е 2 со 0, че овдека ти е точна, а ова е 4 со минус 2 долу. Ева овдека. И сега само треба да си ги поврзиш овие. Еве вака. Дали ми јасно, дечки? Значи, вечерно дополнително ќе работиме вакви задачи и јутре продолжуваме вакви задачи. И уште еднаш да ве прашам, дали сакате да ви го пратам кахутот да го вежбате дома? Уште еднаш да го изиграте. Може. Еве сега да го најдам кахутот од линкот што го имавме на првиот пат. А ќе отворам во Teams, кај што е дневната, кај што ја пратив на директорката. Само да го најдам кај беше. Еве е дневната. Таму стои линкот од кахутот. Еве го линкот од кахутот. Еве копи и еве го линкот, ама пазете, овој линкот не мора никој да ве пушта, можете сами да си играте, имате уште некое време. Не мора јас да бидам тука, слободно си ја решавате, еве сега ќе го отворам за да го видите. Еве го линкот. Тој првиот што ви го пратив денеска погрешка. Еве го дека. Уште 4 сата и 4 минути може да го решавате. Јасно? Пишувате име и го решавате. Добро, дечки, ви благодарам за вниманието.